Здраво на сите, јас сум Стефан од тимот Athletics и овие ќе збориме за зашто е убаво да се биде фит, а не со пивски стомак. Значи, во овој видео не сакам сите да ги осудувам зашто има пивски стомак, тој е личен избор, но тој личен избор треба секогаш да биде насочен кон подобрување на себе. Пивскиот стомак не е подобрување на себе. Тоа е еден од изговорите да не вежбате и да не бидете активни. Значи, не мора да бидете активни како мене, да се тормозите и да се малтретирате и да вежбате толку интензивно. Треба да се посветите и да дадете 3 часа неделно, да бидете активни и да пешачите, да идете на планина, да идете со вашето куче, да се видите со вашите пријатели, да бидете социјални, да бидете најнормална и активна индивидуа. Ние не сме дизајнирани да стоиме на стол, ние не сме дизајнирани да цело време седиме пред компјутер и тие што прават така си стават еден зид каде што воопшто ништо нема задоволство во својот живот. Задоволството е да се биде еден и единствен, да бидеш уникат, да си покажеш лично на себе дека ти си подобар од другите. Човекот што ќе биде запаметен е тој што ќе се тргне од општеството и како општеството размислува во Македонија, си да размислува дека фитнес луѓето се будали, дека се егоисти, дека се арогантни. Но искрено тоа не е така. Значи, ние сакаме да ме мотивираме, сакаме да ви покажеме дека фитнесот е еден од тие алати каде што можете да се посветите, да ги видите полезните работи и да вежбате и да бидете активни. Значи, ако се одлучите за фитнесот, бенефициите се големи. Не се само естетски, туку се за здравјето. Само ако пешачите 3 часа неделно го намалувате ризикот за кардиоваскуларни диабетис и холестерол и сите такви работи што се поврзани со исхраната и со активниот живот за 50%. Ако седите и ништо не правите, само јадете и се жалите, тоа што за мене сте вие мрза и искрено немате ништо, никаква цел во животот. Јас го работам тоа што го сакам, јас сум многу полн со самодоверба, секаде кај што да идам ме припаѓаат луѓето, значи без разлика дали сум бил дебел или слаб. Разликата е во светлосни години. Можете да проверите каква е мојата трансформација, зашто сега сум многу позадоволен пред 2 години и зашто треба да инвестирате во фитнесот. Тоа е лично за вас и секогаш инвестирајте во себе. Не само седете и тролате на Facebook и мислите дека сте паметни, а самите се покажувате колку ниско паѓате. Тоа е се од мене, поздрав и се гледаме до наредниот пат. Чао!